Ние бараме конфедеративен статус на македонската држава во Социјалистичка федеративна република Југославија. Денеска, на најголемиот македонски празник, 2 август, Илинден, се случи најголемиот срам за македонскиот народ во овие 45 години. Кој е за да се свири македонската химна и кој е против да се свири македонската химна? Поет, революционер и държавник. Тези архивни кадри припомнят защо 10 години след влизането от голямата политическа сцена, Любчо Георгиевски продължава да бъде смятан за един от бащите на съвременна Македония. През 1990-та току-що дипломираният литератор основава ВМРО ДПМНЕ, а година по-късно, едва на 25, е избран за първи вице-президент на страната. Идеята на таа ВМРО ДПМНЕ беше самостојна, независна Македонија. Ние важешме како антиюгословени број 1. В тези романтични времена край Вардар, основателите на партията с революционно име успяват да изненадат целия свят, а Македония става единствената югорепублика, отделила се от Федерацията по мирен път. Да ви честитам! Слободна, суверена и самостојна Македонија! България първа признава новата държава с конституционното име Македония. Това обаче не е достатъчно, защото на Балканите чертането на нови граници струва скъпо. През 2001, 2 години след края на войната в Косово, албанските сепаратисти на Али Ахмети и македонските сили за сигурност превръщат подножието на Шар планина в декор на жестоки зверства срещу военни и цивилни. България подарява на младата македонска армия 100 танка. Апсолутно съм против да се повлече тежката артилерия от борбените позиции. Военният конфликт в Македония е прекратен с подписания през август 2001 година Охридски рамков договор. Охридския рамков договор просто спиране на огъня ли беше или решаване на въпроса за дългосрочен? Да, јас имаме на таква теза дека и Кумановскиот, и Дейтонскиот, и Охридскиот договор се само договори за запирање на огнот. 10 години после запирањето на огнот, дека немаме трајни и стабилни решенија, зборуваат дека и во трите места, значи прекинот на огнот е благодарејќи на големиот притисок на меѓународната заедница. Следващата кратка реплика при подписването на Охридския договор е показателна за съдбата на мирното споразумение и бъдещето в региона. В момента, в който с подписа си гарантира участието на албанците в управлението на държавата, тогавашният президент на Македония Борис Трайковски е поправен от член на албанската делегация. Ай, Господ да ни напомниш. И Аллах, да. Ние немаме трајни решенија. Ние немаме, погледнете, Босна не функционира како држава, Косово не функционира како држава, а за жал и Македонија. Исто така лично не сметам дека разврската ќе биде во војна, меѓутоа самиот факт што имате на некој начин 3 нефункционални внатрешни држави зборуваат дека еден ден нели ќе дојде некакво ново решение. Според мене прашање на момент е кога главните албански политички партии ќе стават нов договор на маса пред македонците. Има ли сили Македония да се противопостави на едно такова държавническо инженерство? Нема, дефинитивно нема. Македонија нема капацитет ни институционален, да не зборуваме воен, да запре било каков процес. Пролятата край Тетовското поле и Арачиново кръв слага край на илюзиите за мултиетническа Македония. Поне за тогавашния премиер на страната, който предлага на съседите си Балканска конференция, на която да бъдат създадени нови, етнически чисти държави след промяна на съществуващите граници. За Македонија веќе е тоа нереално. Значи, ние имаме нова територијална веќе поделба внатре во Македонија. Значи, ако ги погледнете ареалот, границите кај што живеа албанците пред 10 години, вие ќе видите дека тој сега е веќе дуплиран. Скопје, ако го погледнете, вие ќе видите дека едната страна на реката Вардар веќе е албанска територија. Вие сега во Скопје веќе имате еден македонски площад кој го гледате, а вчера се стави, и пазите многу символично, дојде градоначалникот на Тирана кој ја стави првата лопата во изградба на албанскиот площад во Скопје Скендербек. Значи,
Истата ситуација е со Куманово. Живи ли са великодържавническите идеи на Балканите? Ние порано како деца пораснавме со приказната дека према Македонија имаат апетити. Велика Србија, Велика Бугарија, Велика Грција. Никогаш не беше спомната Велика Албанија. Перспектива од 10 до 20 години ние ќе зборуваме за Македонија како нова албанска држава, затоа што не заради друго, тоа го зборува демографијата. Независно кога ќе се затвори прашањето со Косово, сметам дека целата енергија албанскиот фактор ќе ја посвети на освојување на Македонија, така што во таа перспектива од 10 максимум 20 години Македонија веќе ќе се смета како некоја трета албанска држава. Чаир е един от най-старите скопски квартали. Намира се в албанската част на града, разделен от река Вардар. Когато екипът ни стъпва на местния пазар в сянката на няколко минарета, търговците ни посрещат с репликата «Македония вече няма». При включването на камерата ни обръщат гръб, но надписи като този остават. Чаир не е Македония. Значи, секојдневни се барањата на албанците кои зборуваат за нов договор за користењето на албанскиот јазик, нов договор за прекројување на општините, нов договор за федерација. Имате еден парадокс. Од една страна, вие славејќи го името на Александар Македонски и правејќи се дека сте многу голема нација, вие внатрешно ги одбивате сите други од себе. Ги одбивате и албанците, и турците, и ромите, и власите. На този фон основна цел на Македония в момента е членство в НАТО и Европейския съюз. Преди това обаче задължително трябва да бъде решен един дълго отлаган проблем – този с името на страната. Позицијата на Грција е на крајно непринципијална, нели? Секоја држава има суверено право да го избере името на својата држава. Уште колку треба да чекаме? Уште 20, уште 100 години? И уште 20 години да чекаме, ништо не ни гарантира дека името ќе го спасиме. Затоа, мојата позиција е многу јасна, дека Македонија треба да го направи компромис и тоа што постојано го велам. Јас да речеме во едно име од типот на Северна Македонија не гледам никаков проблем. След разногласие с сегашния премиер Никола Груевски, Георгиевски напуска управляващата партия и създава алтернативната ВМРО Народна партия. Георгиевски е женен с едно дете на име Лъв. Значи, денеска актуелното ВМРО ДПМН е најгословенската партија во Република Македонија. Ако вие денеска погледнете, да речеме, македонските телевизии, има 10 српски канали, а нема, например, ни еден български канал. На македонските трафики може да најдете секој српски вестник, дори и хрватски вестник, нема ни еден български вестник. Георгиевски често е обвиняван в прекалено топли чувства към България. А ние во Република Македонија можеме да живееме во лажни илузии и со лажни приказни како што сакаме. Меѓутоа, едно е јасно. Македонскиот и бугарскиот народ се најблиските народи во Европа. А тоа што ние тоа не сакаме да си го признаеме. Таа непријатна дискусија која требаше македонските академици и историчари да ја имат со българските историчари, едноставно сега е прекината, што мислам дека е многу позитивно за българската наука, затоа што веќе никој од Македонија не дискутира со нив за Кирил и Методий, за Свети Климент и Свети Наум. И најдобро ја прекина со тоа што отидовме во античка Македонија. Нонстоп во Македонија се продуцираат некои кампањи против Бугарија. Значи, има една сила во Македонија која е јасно дефинирана, која пред се базирана на бившите југословенски структури, а секогаш се наоѓа некоја причина. Дали ќе биде оваа спаска, дали ќе биде некој друг настан, можем да кажем дека тие се добри. Македонија, значи, односите на Македонија со Шведска се горе-доле на равно ниво во Македонија и Българија.